Националниот арборетум нуди спокојна природна убавина на јавна градина. Но владините научници задолжени за овој комплекс се на мисија со врвен приоритет – да ја зајакнат американската економија со тоа што ќе се погрижат овој критичен тип на земјоделство да продолжи да напредува. Оно што го правиме е поддршка на американската индустрија за расадници. Значи имате украсни пејзажи, хортикултура, трева. Таа формира голем дел од американското земјоделство и затоа е важен дел од економијата. Одделот за земјоделство на САД известува дека индустријата за украсни и пејзажни растенија заработува 13,8 милијарди долари од продажба секоја година. Тоа го прави критичен бизнис кој мора да се заштити. Ние сме пред се врвна научна институција, научно базиран истражувачки објект и јавна градина. Научниците од објектот развиваат нови растенија и технологија за индустријата за цвејки и расадници. Тие објавија речиси 700 нови растителни сорти од 1927 година. Зошто да се развиваат нови растенија? Променливата клима, менувањето на живеелиштата, нови закани. Значи развојот на растенија кои се толерантни или способни да се справат со неповолни ситуации е многу важно. Научниците го постигнуваат тоа со одгледување растенија што се родени во областа, како и оние што не се. Приоритет овде се дрвенестите пејзажни растенија, како што се дрвјата и грмушките. Истражувачите на арборетум собираат што е можно повеќе генетска разновидност за да се справат со новите закани. Има примери каде што генот во растенијата пченица или грозје успеал да спречи катастрофален настан, колапс на критично важна земјоделска култура. Арборетумот е доми на една од најголемите колекции на зачувани семиња во светот. Јавните градини се јавна тајна во областа. Тие привлекуваат околу 600.000 посетители секоја година. Но тоа е мал дел, например од 25 милиони луѓе кои го посетуваат националното шеталиште. Меѓу главните точки за посетителите се оригиналните колони од источниот трем на зградата на Капитолот на Соединетите држави. Тие се прилично иконски овде. Тие беа оригиналите од околу 1820-та до администрацијата на Ајзенхауер во 1950-та година. Така да секој претседател од Ендрю Джексон до Ајзенхауер беше инаугуриран на тие колони. Друга голема привлечност е ова вековно дрво кое го преживеа американското бомбардирање на јапонскиот град Хирошима. Тоа е едно од 53 бонсаи дрвја што Јапонија им ги подари на Соединетите држави. Беше до зидот, а експлозијата се креваше и над зидот, а дрвото преживеа. Знаете, садењето дрво е нешто што можете да го направите за генерациите што доаѓаат. Символ за тоа е борот Јамаки. Како и сите растенија овде, на кои научниците работат на зачувување со цел да ја задржат Америка зелена со вековите што доаѓаат.